Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во ова денешно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе останете до крај со нас и ќе го проследите сето она што имаме да го доставиме како информации до вас. Знаете, значи нашата мисија е секогаш да информираме за оние проблеми кои што се однесуваат на вашето здравје. Така ќе биде и денеска, меѓутоа веќе подолго време сватив дека не сме посветиле внимание на децата. Така да одлучив денеска да биде оваа тема за најмалите, за децата, односно за нивниот развој на говор, кога е тоа време да се посети логопед и да се побара помош ако детето до одреден возраст, односно до одреден месец на возраста, не развија доволно фонд на зборови, не формира реченици и така натаму. Меѓутоа, за сите овие работи подетално да ги дознаете, веќе со мене во студиото е Викторија Силјановска, која што е клинички логопед специјалист. И се надевам дека сето она што вие можеби дилема околу говорот и развојот на говорот кај децата, со овој разговор денес што ќе го водиме, ќе ви разрешиме многу дилеми. Значи, оние мајки млади кои што се со своите дечиња, па и бабите, зашто да не кои што се пред малите екрани, можат да слушаат внимателно, за да знаат дали нивните внучиња или нивните деца го развиваат правилно говорот. Пред да поздравам Викторија, би сакала само како вовед да прочитам нешто во однос на оваа тема денеска. Вели вака: често пати родителите се загрижени ако говорот кај нивните деца не е развиен во потполност или ако детето се уште не ги прозборело првите зборови, а веќе е време за нив. Стручните работници велат дека загрижувачки е дури тогаш ако детето не ги кажува првите зборови до својата 3-та година. Инаку говорот е средство за комуникација помеѓу луѓето. Тој е еден облик на јазик во кој се употребуваат артикулирани звуци и зборови за да се споделат мислите и чувствата. За нормален говорен развој потребно е низа органски, психички и социјални причинители. Органските предуслови за развој на говорот се формиран говорен апарат, добар слух, морфолошко и функционално созревање на мозочната кора. Како најважни психички фактори кои директно се поврзани со развој на говорот, истражувачите ги наведуваат развојот на внимание, представа, учење, мислење и способности кои се во взаемна врска со говорот и емоционалната стабилност. Како најважни социјални чинители се социјалниот говорен причинител кој е близок на детето и стимулира имитација, говорна културна средина, севкупната активност на детето и неговите доживувања. Еве вака некако би ја започнала емисијата, значи Викторија, ти посакувам добре дојде за прв пат во Ваш термин. Одлучив така кога сакав да разговарам со некого, сакав некој помлад логопед и еве така некој сплет на околности ве забележав и одлучив тоа вие да бидете. Се надевам дека ќе направиме во емисија. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Ви благодарам многу на поканата на која неизмерно се радувам. Благодарам за прекрасната најава и се надевам дека денес ќе опфатиме се она што е доста важно во целокупниот развој на дечињата. Така. Многу млади мајки денеска, кога ги растат своите деца, се прашуваат често пати кога треба моето дете прв пат да проговори зборче, кога треба да сврзе реченица и така натаму, кога е тоа, како да кажам, кој е тој крајен стадиум до кој што можеме да почекаме и кога треба да реагираме. Предпоставам дека има такви лимити. Меѓутоа, ајде да започнеме ред по ред за да ги објасниме сите работи. На почеток би те прашала кои се очекуваните норми во говорно-јазичкиот развој, кои што треба да оди кога едно дете треба да почне да говори. Говорот кај децава се развива од самото доаѓање на свет, односно од првиот ден кога ќе се родат. Има одредени норми според кои истиот се очекува да оди. Меѓу стручните лица се повеќе и преку медиумите се влија и родителите да се запознаени со тие норми. Многу ретко се зборува за оној дел на стимулација, како родителите може да го стимулираат детенцето од самото раѓање. Ние бевме поттикнати од тој факт и баш пред неколку месеци за
заедно со мојата колешка Стефанија, која е специјален едукатор и рехабилитатор, освен што ги опишавме очекуваните фази во првите 12 месеци од раѓањето на детето, го опфативме и оној дел на стимулација. Што е она што се очекува? Сите не интересира, ние знаеме, за гледачите би споделила, од самото раѓање, нели, во првиот месец бебето најмногу комуницира со нас преку плачот. Кога ќе почне да го слуша човечкиот глас, најчесто е тоа гласот на родителите, на неговата најтесна околина, забележуваме дека детенцето почнува да се смирува, односно тоа е нели еден фидбек. Штом плаче, ние му зборуваме, детенцето се смирува. Како минува времето во првите месеци, почнува да се врти кон изворите на звук кои му се до главчето, подоцна почнува да ги перцепира и оние звуци кои му се вон видното поле. Реагира се повеќе на нашиот глас. Кога му се обраќаме, гледаме дека е игриво, весело, почнува фаза на брблање. На почетокот таа фаза е кога се спојуваат гласови, односно вокали и консонанти, и тоа се најчесто само еден вокал или еден консонант, за подоцна околу 8-миот месец да дојдеме до редуплициран баблинг, односно кога детенцето почнува да спојува два различни вокали, консонанти, низа од слогови, консонант во комбинација со вокал. Околу од 9-тиот до 12-тиот месец се очекува оној така наречен конверзацијски баблинг, односно кога детето се повеќе и повеќе брбла, почнува да имитира, пример кога ќе го прашаме како кашла дедо, може да изимитира, почнува да разбира не, почнува да мафта со рачето за чао, тука нели почнуваат полека-лека да се развиваат и оние показните гестови, си го познава своето име, почнува да се врти кога некој ќе го довика, почнува нели грубата моторика уште од самиот старт, од самото негово доаѓање на свет да се развива, односно ги подава рачињата, посегнува по предмети, посегнува по косата на мајката најчесто. Сето тоа нели е очекувано во првата година. Првиот збор со значење се очекува околу годинката. Што значи прв збор со значење? Тоа е кога детето ќе погледне мајката, ќе го погледне баба, дедо, тато и токму на нив ќе им се обрати со име, односно мама, баба или во зависност нели на кој му се обраќа, да. Тоа е она што многу е важно родителите да го знаат, односно да го очекуваат во првата година. Како минува времето, околу 18-тиот месец нели веќе фондот на зборови станува поголем, детето е уште повеќе љубопитно, до 24-тиот месец се очекува да спојува кратки зборови, односно во кратки фрази, зборови во кратка фраза, тоа значи не потполна реченица? Па да, тоа се обично две зборчиња во фраза, како на пример дојди тука, ајде надвор, нормално тоа нема да биде се уште чист говор, но детето си ја постигнува целта употребувајќи го нели говорот. Целокупниот развој се на говорот и јазикот се случува за тргнувањето на детето во школа, во однос на гласовите се третира, односно до 5,5 години е границата кога сите гласови се очекува правилно да може да ги изговара. Така. Сега, обично вака народски кажано, се вели девојчињата побрзо започнуваат да говорат, машките подоцна. Имате ли некои такви сознанија дека тоа на вистина во практика така оди? Тоа ни е некое многу давнешно верување кое останало. Не можам да кажам дека на вистина е така, праксата го покажала и на тој начин нештото, го покажала и спротивното. Да, има одредени граници според кои се очекува нели говорот и јазикот да се развива. Например, доколку детенце до втората година нема прв збор, тоа ни е аларм, мора да посетиме логопед. Доколку на 3 години немаме никаков говор или имаме само кратки зборчиња, немаме поврзување на зборови во фраза, сето тоа ни е знак дека мора да се обратиме на логопед, без разлика дали станува збор за момче или девојче. Така. Кои се отстапувањата во говорот и јазикот?
Отстапките се движат од лесни дисторзии, односно неправилен изговор на глас или група гласови. Тоа се нели дислалиите, кога детето не може да изговори еден глас, кога не може да изговори група гласови, кога ги заменува гласовите или гласот со друг глас, кога ги испушта. Тоа е она артикулативниот дел од логопедите со кој се занимаваме, преку кој најчесто не препознаваат. Обично кога ќе се спомне логопед, нели се спомнуваат тие што третираат Р или Л, што ги учат децата да ги кажат. Бидејќи таа е буквата што најтешко, односно најпоследна се учи. Така, но наша работа на логопедите се многу нели повеќе патологии, односно отстапки во вербалната комуникација. Тука би ги спомнала нарушување во ритмот и темпото, подоцна нарушување во комуникацијата како дел од первазивни расстройства, кај интелектуална попреченост, нарушување во читањето и пишувањето, односно дислексија, дисграфија, развојните дисфазии, односно кога детето не може да ја структурира, да ја изрази, да ја разбере јазичната мисла, алалија, односно кога детето, она што го споменав претходно, кога детето не зборува, веќе има одредена календарска возраст која во која се очекува нели тоа да го прави. Сите овие нели нарушувања ги работиме ние како логопеди. Освен тоа, многу ретко помеѓу нели народот се знае дека логопедите не работат само со дечиња, туку ние работиме и со возрастни. Наш домен на работа се и возрастните, каде што нели имаме мозочни удари најчесто, односно мозочни повреди, кога доаѓа до афазија, потоа има кај ларингектомија и така натаму. Така. Ајде вака сега да кажеме кога треба детето, кога значи можеме да кажеме дека детето веќе доцни со говорот. Вие споменавте негде 3 години. Значи дали е веќе таа граница каде што мора да се изреагира или може и нешто пред 3 години ако почувствуваме дека не се развива можеби говорот со онакво темпо како што треба, да побараме помош од логопед? Јас ќе кажам веднаш што забележат некое отстапување или само се јави некој малсомнеш, веднаш да реагираат. Многу истражувања покажуваат и меѓу настручните лица веќе се знае дека одредени отстапки кај децата се забележуваат уште од самото раѓање на детето. Дали тука ќе има отстапки во моториката, дали ќе се забележува нешто во гугањето, дали нема да се врти на името. Значи, веднаш штом родителот се посомнева дека не е нешто очекувано, односно се случува нешто што не е по текот по кој се очекува да се оди, тогаш да се консултира логопед. Најчесто се обраќаат или на логопед или кај специјален едукатор и рехабилитатор. Важно е некого да контактираат, без разлика. Ние ќе си ја распределиме работата, но важно е родителите да знаат дека мора да се обратат. Например, ако детенцето на година не се врти на своето име, доколку изостане онаа фазата на прв збор, доколку на 24 месеци немаме никаков фонд на зборови или не ги поврзува зборовите во кратка фраза, сето тоа ни е аларм дека треба да се обратиме на стручно лице. Исто така има и многу поголеми дечиња, например на 3-4 години, кога говорот нели се уште се конструира, но е аграматичен, нелогичен, ги кратат зборовите. Сето тоа ни е знак дека мора да се обратиме кај логопед. Так. А јас тука сега ќе се обратам до нашите гледачи, значи еве од режија може да ги испишат телефоните ако веќе не се ставени, сите оние кои што не следат. Ако имаат некое прашање во однос на оваа тема за која што денес говориме, слободно може да се јават на нашите телефони, да се приклучат во нашиот разговор, да постават нели прашање. Викторија денес е тука како клинички логопед специјалист, па нели да им даде насоки и одговор на она што нив ги интересира. Викторија, обично кога постојано нели во овој разговор го потенцираме, тоа треба да има фонд на зборови, треба да сврзува кратки реченици и така натаму. Кога веќе ќе дојдат кај вас, што вие преземате? Правите ли некои, како да кажам, некои тестирања на детето? Што се случува кога веќе ќе дојде еден родител кај вас?
за да се исконсултира, нели во каква состојба е развојот на говорот кај детето. Како постапувате? Каков е пристапот? Односно, ајде да кажам, не диагностика, него како пристапувате во однос на тоа да видите што се случува и до кај е говорот? Така, ова е она што родителите секогаш ги интересира, затоа што најчесто кога ќе се спомне логопед, не поврзуваат нели со некој што носи бел мантил како доктор, дека детето ќе се исплаши затоа што нели кај дечињата често забележителен оној страф од бел мантил, но кај нас е некако се игриво. Толку е на еден лесен начин тече прегледот што детето некогаш не ни осеќа дека е дојдено, а правиме ние тестирање. Прво, нели во зависност од возраста, пристапот е секогаш индивидуален, се зема анамнеза од родителот, односно старателот, се обсервира детенцето, се прават потребните логопедски тестови и откако ќе се добие на целосна слика, се изработува план и програма за работа според кој нели ние како логопеди ќе работиме. Морам да напоменам дека постојат многу сложени случаеви кога не може да се каже диагноза на прв преглед, диагноза која ние логопедите пример не можеме да ја кажеме, може знаеме, сме обучени да ја препознаеме, но едноставно не можеме, па се вклучува цел мултидисциплинарен тим, така да сето тоа е еден индивидуален пристап и најчесто гледаме дечињата да не осетат дека се дојдени на тестирање, односно да не ги исплашиме. И сега вака, бидејќи причинителите за развојот на говорот се повеќе, значи тука ќе се надевам дека ќе ги кажеме кои се тие, заради тоа и нели мајките секогаш се загрижени да знаат дека нели се е во ред. Обично нели оди така што со ваша помош после нели децата почнуваат да говорат и се е во ред. Меѓутоа во кои случаи тука веќе вие препознавате дека има проблем, кои се тие причинители за исто недобро развиен говор кај децата? Кои состојби? Така, причинители може да има многу. Обично како дел од синдромите нели е засегнат говорот. Кај аутизам, кај первазивни развојни нарушувања исто така е засегнат говорот. Кај мозочни повреди кои се возможни нели кај децата исто така е засегнат говорот. Но секако со ран пристап, со ран третман, со упорна работа и на логопед, и со специјален едукатор и рехабилитатор, и со детски психолог, и со домашна работа, најчесто се постигнуваат резултати кои можат детето да го направат да биде функционално, дали со социјална комуникација, дали на алтернативен начин ќе се изразува и ќе функционира во средината. Значи крајната цел на сите на стручни лица е колку може детето функционално да се оспособи, односно да ги препознаеме неговите функционални способности. Не да се потпираме на она што детето не може, туку што детето може и од тоа што може ние да го извлечеме најдоброто, да го достимулираме. Така, меѓутоа вие веќе кога ќе дојдат кај вас родителите со децата, можете да заклучите од оној разговор со детето и од оној пристап, дали станува збор за само за доцнето развивање на говорот или пак за нешто друго, претпоставам. Да, така. Ние сме обучени за тоа да го препознаваме. Многу често се случува да требаат и дополнителни нели испитувања, дали од психијатар, дали од доктор, но затоа нели така, но затоа функционираме тимски. Така. Кога знаеме дека детето не разбира што му говориме, уште нели додека е помало? Така, многу е важно за да детето почне да зборува, прво да го има рецептивниот говор, односно да разбира што му зборуваме. Обично преку оние кратки наредби, односно реченици што му ги бараме да ги изврши детето, знаеме дека не разбира. На преглед кога ќе прашаме дали извршува кратки наредби, одма родителите се изненадени како што значи тоа, но всушност тие кратки наредби нас најмногу ни покажуваат дека детето не разбира. Што значи тоа? Например, дај ми ја топката, дојди кај тато, седни до мама. И ако детето тоа го прави без ние да вклучиме гест и да му го покажеме, веќе имаме знак дека не разбира. Друго што ни дава до знаење дека не разбира е кога не слуша што разговараме со него, што му зборуваме и е во исчекување да слушне што е следно, односно дали е тоа поимот кој тој или таа го очекува да го слушне. Многу често се случува
од искуство до сега, родителите кажат, па тој се мене ме разбира, а кога ќе дојдат на преглед, да ни се покаже спротивното. Тоа е така затоа што најчесто, не сакајки, сите ние користиме гестови, ќе покажеме, дојди тука, или дај ми вода, и детето ни ги чита гестовите и го извршува она што ние во моментот од него го бараме. Но доколку рацете ни се мирни, и само го слушне нашиот говор, истата наредба што е слушнало претходно, нема да може да изврши. Тоа е знак дека имаме нели проблем во разбирањето на говорот. За да дојде до прозборување, прво треба да имаме разбирање, треба да имаме гест, треба да имаме еден значи како санта лед. Сите тие дополнителни работи прво треба да се исполнат, па потоа нели да почне детето да зборува. И сега, бидејќи во години наназад сме во една глобализација, каде што модерната технологија многу оди напред, ние кога бевме деца, не раставме со мобилни телефони и толку технологија. Колку мислите и колку според вас во ова искуство што го имате во работа со децата и воопшто, од сите информации, дека можеби оваа модерна технологија ќе му го дадам телефонот на детето да седне, да си гледа цртани и така натаму, влијае во негативна смисла секако во развојот на говорот. Иако, например, честопати сум сретнала мали деца кои што први учат англиски јазик гледајќи ги тие цртани филмови, па путаа дури македонски. Да, многу е често. На нас ни се има случувано детенце кое дома нели му зборат, да кажем на македонски, да дојде и да зборува англиски, а родителите па да не го разбираат, и тоа е токму поради тоа што било изложено на технологија, односно на цртани емисии, песнички на англиски јазик. За жал, многу зема замав ова со електронските уреди. Дали е добро први ако се научи англиски па македонски? Па јас сум секогаш за мајчиниот јазик, односно јазикот на кој детето ќе оди во школа, затоа што ако дете води во школа на македонски јазик, а знае англиски, македонски не знае, веќе имаме проблем. Затоа секогаш советувам прво да се научи мајчиниот јазик, па подоцна да се почне со се друго. Во однос на електронските уреди земаат се повеќе замав, дури ние најчесто гледаме кога сме уморни да се одмориме така што ќе скроламе на телефон, наместо пример да пуштиме музика, наместо да земеме да прочитаме нешто, јас гледам и по себе дека некогаш од умор тоа и го правам. Така, да некако ни се наметна сето тоа. Така, да, некако ни е наметната во последниве години, е нешто без кое реално не можеме. Од стресниот начин на живот, младите родители сакајќи да одморат, мислејќи дека му помагаат на детенцето, најчесто како солуција гледаат, повели таблет, повели телефон и го остава детенцето затоа што е мирно, не им додева, не ги прашува, може да сработат домашни обврски, може да одморат од напорниот ден, но сето тоа е проблем. Зошто? Затоа што децава се изложени на премногу стимулации. Дали се музички стимулации, дали се видните, сето тоа што таму го гледаат е престимулативно и кога ќе се во ваква реална ситуација, нив не им е интересно. Боите не се доволно јаки, музиката не е доволно силна, нашиот глас не е доволно певлив како на цртаните и сето тоа едноставно им станува неинтересно. Друг проблем е што се само посматрачи. Ние во разговор меѓу себе од еден обичен збор може да направиме цела една кратка приказна, имајќи само еден поим, земајќи го, но детето тоа не го прави кога посматра екрани, односно кога е изложен гледајќи цртани, затоа што таму само гледа како комуникацијата се одвива помеѓу двајца, тројца. Некако се му е сервирано на готово. Не мора ништо да каже, не мора ништо да праша, не мора да се вклучи во комуникацијата и подоцна, кога е во ваква реална ситуација, едноставно не знае дека треба да го потреби говорот за да си ги искаже своите потреби. И сето тоа е еден голем проблем, може да е причина за доцна прозборување, може да е причина за граматичен говор, за измешан говор, нелогичен говор, односно кога станува микс од македонски, англиски и кој да е друг јазик и говорот да му биде целосно измешан, односно може и да му целосно да му биде задакснет. Која би била добра замена
односно нели да не биде телефон, што би требало родителите да прават со децата за да нели ги стимулираат што побрзо да се развие говорот и што поправилно? Па за мен има многу, дали има време. Дали се добри оние како да кажам, оние сликовници кои што можеби се малку едукативни, например со азбука, со бројки, дали е добро многу да се читаат приказни, пак тие да ги слушаат зборовите или речениците. Што би било вака попрактично, бидејќи јас кога сум имала нели мало дете, мојата ќерка, јас многу и читав приказни, многу и читав, сакам да кажам, со убави, јасни реченици, големи приказни и таа навистина внимателно ме слушаше. Колку тоа би придонело за нели подобро да се развие говорот, отколку да само му го дадеш телефонот и да слуша што се ќе му понуди тој. Тоа е добре дојдено. Значи, јас советувам читање уште од самото раѓање. Родителите се чудат како да му читам на бебе, но сето тоа нели потребно. Сепак, многу истражувања покажуваат дека децата на кои им се читало од најрана возраст подоцна постигнуваат и поголем академски успех. Има една изрека вели ако сакате да имате паметни деца, читајте им, ако сакате да бидат уште попаметни, читајте им уште повеќе. Така да добро е ова што го кажавте дека тие едукативни, приказни, сликовници, сето тоа е добре дојдено. Да, има многу начини на кои може нели да се врви времето со дечињата, сето тоа да биде стимулативно и игриво, а да не се одбере телефон, односно изложеност на електронски уреди. Јас би препорачала играње колку може повеќе. Омилена играчка на дечињата сме им ние, односно нивните родители. Да се покаже љубопитство за нивните игри, да се прашуваат, да се седне со нив на под. Времето поминато на под е многу важно, да редат заедно сложувалки, да читаат заедно, да им се даде тие да измислуваат приказни, да ги вртат сликовниците сами. Игри на отвореност исто така многу добре дојдени, поготово нели сега со сето ова што се случува, игри со топка, месење тесто, месење пластелин за развивање на фина моторика, која подоцна нели ќе ја стимулира и графомоториката, грубата моторика нели надворно отворено ќе се стимулира. Време поминато со нив. Времето е најважно. Што се смета за научен збор? Кога детето може зборот да го употреби во различни говорни ситуации, односно кога знае дека куќе е тука куќе на сликата, куќе е тоа надвор кај комшите, куќе е тоа дома ние што го имаме, знаеме дека детето веќе го знае тој збор и може функционално да го употреби. Во научени зборови спаѓаат и нели овие што се извични зборови оф, ах, што многу често знаат да ги имитираат слушајќи ги нели од возрастните. Гестот кога ќе слушне дека нешто му кажуваме, го покажува, знаеме дека веќе има основа, го разбира и дека кај да треба веќе да почне да го кажува тој збор. Зборови пример како например да кажеме наместо топка ќе каже топа, односно ги крати зборовите, тоа се смета за научен збор и она што нели популарно, зборовите кои ги има на англиски исто така се сметаат за научени збори. Ако едно дете например на 2 годишна возраст ја кажува збуката нели да кажеме на абецедата, не нашата кирилична, дали тоа можеме да кажеме дека е во ред во однос на развојот на говорот? Има и такви дечиња, но сепак доколку имаме азбука, немаме нешто друго, повторно треба да ни се обрата за да видиме зошто дошло до она прво да се учи комплицираното, едноставното да го нема. Како да се стимулира детето пак да учи други нови зборови? Што со него да се прави дома? Како да се постапува? Мене омилен дел ми е оно што им го кажувам на клиентите, вклучување во семејните активности. Кога мајката и таткото поставуваат за ручек, да се вклучи и детенцето. Кога собираат маса, исто да се вклучи. Да си помага нели да си прибере свој јалишта, да може сам да си одбере помеѓу две нешта што сака, дали е храна, дали е облека, независно да може да направи избор и се да им се именува, односно од првиот ден кога ќе почне, од
откако ќе се роди, Така. нели, кога ќе почнеме се да биде со именување и цело време како минува времето согласно неговата возраст, Така. да има многу прашања, некогаш и сами ќе даваме одговор, детето не слуша и сето тоа му гради една основа за и тоа подоцна да почне истото да го прави. Да се дава заклучоци, да се емитираат звуците во природата, на животни, на автомобили, односно превозни средства, ономатопеите се исто така доста важни, и да му се чита, да му се раскажува, да му се пеат песнички, да се минува време со него колку може повеќе, нормално нели со подкрепа со зборување, да не биде сето време поминато во молчење, детето нема да добие впечаток дека треба да го користи говорот, да не му се дава се само кога ќе покаже, туку да му се даде простор тоа да побара само она што го сака. Така, сега ќе те прашам едно прашање, бидејќи често пати пак среќавам деца кои што навистина многу амбициозно од страна на родителите, ги учат паралелно два јазика и веќе можеби на 3 години детето знае да говори и англиски, и македонски и толку. Дали можеби треба малку и тука да се стави мала кочница, да не толку детето се, како да кажам, да толку се напаѓа со тоа што побрзо се да научи, бидејќи нели сепак кога веќе ќе почне во градинка, се разбира во основно училиште, предшколска возраст, школска возраст, сепак тоа треба некој, како да кажам, полека скалесто додат работите. Дали тоа значи дека кога веќе на помала возраст детето многу работи ќе научи, кога ќе почне во училиште веќе нема да му бидат интересни оние работи што веќе ги знае, треба тогаш да ги учи? Дали тука мала сакам да кажам, мала грешка се прави, дали еве вие како некои кои што сте вклучени во работата, дали ги согледувате така работите, можеби како што јас еве ги согледувам? Секогаш велам дека се си има свое време. Значи не треба ни премногу пак да се форсираат работите. Не сум за преголемо форсирање, се си има свое време, има време кога да се учи англиски, има време нели кога да се учат броеви, има време буквално за се. Важно е прво се да оди умерено и така како што треба. Така, да не биде и префорсирано, меѓутоа да не биде и запоставено. Сега кога сме тука кај вашето делување во работата, кога треба нели да го стимулирате детето да почне да говори онака како што треба за своја возраст, колку време практично ви е потребно за да го стимулирате говорот да почне нели како да кажам да го појавува тој говор и да ги спојува тие реченици баш како што треба за негова возраст? Во зависност од клиничката слика, зависи нели колку време ќе трае логопедскиот третман. Кога се во прашање дислали, односно корекција на неправилен изговор на глас или гласови кои детето ги нема и треба да ги научи, имаме одредено нели време, кој глас за колку време треба да се добие. Најчесто се неколку месеци во прашање, но многу често се случува да имаме друг поголем предизвик пред нас, за кој е потребно многу време, некогаш и година или години се во прашање, така да тука би кажала во оваа прилика дека многу е важно родителите да се трпеливи, да имаат доверба во стручното лице со кое работи нивното детенце и тие дома да работат. Дали им оставате, тоа сега башам задача, и тие дома некои вежби да ги применуваат додека трае процесот? Тие се најважната алка од целиот третман, без разлика нели дали се работи за дислалија, дали се работи за лалија, развојна дисфазија или отсуство на говор, односно нарушување на говор поради синдроми, первазивни развојни нарушувања или друго, родителите се најважната алка. Доколку не работат родителите дома, ние како логопеди или специјални едукатори и рехабилитатори имаме многу повеќе за работа и многу повеќе време се губи. Обично логопедските третмани се случуваат 2 до 3 пати неделно во време траење од 45 минути. Според истражувањата најдобро е детето да работи 30 до 45 минути со 5 минути пауза, нели да не му дојде премногу, но родителите мора да бидат вклучени, ние постојано им даваме насоки, им давам извештај како течел часот и тие едноставно мора да ни помогнат, затоа што многу често ни се случува ние како стручни лица да сме оставени сами на себе. Родителите очекуваат дека само со 2 пати неделно доаѓање детето ќе биде одлично за многу краток временски период, но
овие третмани се долготрајни и многу често се случува да помине многу време, да се години во прашање. Кои се тие, знаеме, нели, дека некои одредени букви се најтешки за изговарање и тие некако најпоследни се соладуваат. Кои се тие и до која возраст би требало детето да ги солада тие букви во говорот? Сите гласови се очекува да се до 5,5 години. Така. Некои колеги и според некои норми до 6 години нели даваат простор. Најтешка се смета Р кај нас, така. Се очекува нели да ја има до 5,5 години, доколку ја нема се пристапува кон третман, така да. И сега кажавте на почетокот, не сте само за деца, нели, логопедите клинички работат и кај возрастните кога се нели во нека одредена состојба. Споменавте мозочни удари, често пати сум обработувала таква тема и овде со моите доктори специјалисти и секако посочувале дека во третманот после мозочниот удар се вклучуваат нели покрај нели неврологот и физиотерапевт и логопед и така натаму. Како тука се одвива процесот, колку време е потребно за да нели се врати говорот во нормала кај еден пациент кој што прележал мозочен удар? Во зависност од локализацијата, од клиничката слика, од професијата, возраста, карактерот на нели личноста која доживеала мозочен удар, сето тоа е еден целосен склоп. Тука сме ние нели колку ќе се поврзе клиентот со логопедот, колку семејството ќе биде од помош, така да не би можела да кажам точно колку време е потребно. Можам само да кажам дека процесот е навистина долг. Логопедите се доста важен дел од целата рехабилитација, иако кај нас не се збори многу за делот за возрастните, ние ја собравме храброста да бидеме и центар кој ќе стимулира и возрастни, така треба да се знае дека не само кај афазија, туку и кај лица нели со ларингектомија, кај лица со отстранување на ларингсот, кога веќе треба да се учи еден нов начин на говор, исто така се вклучуваат логопедите. Има случаи кога има проблем со голтањето, нарушување на ритам и темпо, исто така се вбројуваат нели кај деца и кај возрастни, така да возрастните сите ние си имаме своји потреби, не се оставени сами на себе во целиот тој процес и логопедите се доста важен дел од целиот тој рехабилитационен третман. Некако се вели кога нели едно лице ќе доживее мозочен удар и кога веќе нели ќе се соочи со неможност или да се говори, се вели дека треба како мало дете од почеток некако да се учи. Толку ли е сложен процесот кога веќе некој ќе се соочи со ваков проблем? Да, на вебинарот кој беше прв кај нас во Македонија за афазија, баш имав таков вовед. Тоа е како да замислиме дека сме во некоја земја каде што не го знаеме јазикот, сакаме да си нарачаме храна, сакаме да се дружиме, сакаме да одиме на кино, едноставно знаеме што сакаме, ама зборовите не излегуваат или излегуваат поинакви зборови, нели во зависност од локализацијата на мозочната повреда. Многу е кревко сето тоа, многу треба трпение, многу треба љубов, многу треба вложеност од двете страни, не само логопед, туку и клиентот, неговото семејство и голема поддршка и волја да се успее во она нели што се изгубило, да се врати, да се компензира или да се најде алтернативен начин на комуникација. Мене ми е многу драго што еве на крајот би сакала и до нашите гледачи да доставиме информација дека вие сте еден млад тим. Ке кажеме дека доскоро бевте дел од тимот на Гаспар центарот, меѓутоа ти и Стефанија одлучивте да си отворите ваш центар. Се вика Тимот А. Тимот А, да. Каде се наоѓа и што се вие можете нели да што се ќе третирате, освен ова за кое што денес говориме, бидејќи Стефанија е специјален едукатор и рехабилитатор, што значи само незиното, она што таа го работи во тимот А. Што би значило, како би се објаснила незината функција? Нашиот центар е центар за рана интервенција и стимулација на деца и возрастни. Јас сум како клинички логопед специјалист моментално во тимот и Стефанија Трајчевска како специјален едукатор и рехабилитатор. И во истиот процес сте вклучени и двете, меѓутоа секој со својата цел,
својата улога. Делот на логопедот е стимулацијата нели на говорот и сето она што е засега нели вербалната комуникација. Делот на специјален едукатор и рехабилитатор е повеќе насочен кон моторика, сензорика, дали груба, фина, графомоторика. Исто така го стимулираат и говорот, но поголемиот дел на стимулација на говор е припаднат на логопедот. Но еден без друг не може. Ти ако меѓу младите колеги често се случува ова е моја работа, ова е твоја работа, нема, верувајте, нешто такво, едноставно ни се испреплетуваат работите и двете сме неопходни како гранки, и логопедијата и специјалната едукација и рехабилитација, тоа е по новата нели терминологија стародефектологија, сме доста важни и неопходни. Така, вие во средата го отворивте центарот и посакувам многу успех, многу среќа да се развивате понатаму, па и вие да вработите, нели, други вработени, нели, да до тој степен да се проширите, да имате работа и успешна работа, се со цел да можете на сите оние кои што ми е потребна ваква помош која што вие ја нудите, да ја доставите и тие да бидат задоволни нели од сето она што вие ќе им го пружите. Само за крај би сакала да од тебе нели за денес да им дадете некои совети и препораки сепак на родителите за онаа тема за која што започнавме денеска. Кога да се јават кај вас на консултација? Веднаш кога ќе се јави сомнеш дека нешто не е по очекуваниот тек, веднаш да побараат совет, консултација, дали од логопед, дали од специјален едукатор и рехабилитатор, дали кај матичниот доктор, важно е да се обратат на некој. Можеби некогаш е само мајчинска грижа, родителска грижа, но сепак за да бидат мирни. Да, за да имаат мир, најдобро е да се јават, да се видиме ако треба, да се консултираме само ако треба, нели во зависност од ситуацијата, да не чекаат, затоа што раниот пристап е многу значаен. Така. Викторија, јас ти благодарам за денес. Ми беше многу драго што беше денес гостинка во ваш термин. Се надам дека соработката продолжува, па зошто да не во некое следно издание со некоја друга тема. Можеби и двете со Стефанија да дојдете, па да можете нели од незин и од твој аспект да ги појасниме сите оние работи за кои што вие нели сте и постоите и како што кажавме тимота за да бидете достапни до сите оние на кои што им требаат вашите услуги. Ви благодарам многу за поканата. Јас и Стефанија сме секогаш отворени за соработка. Наше е да оправдаме вашата доверба, за се што може да помогнеме сме тука и неизмерно се радувам на вашата покана. И секако и моje беше големо задоволство. Тука ќе ти се заблагодарам, а тука и ќе ги поздравам нашите гледачи, ќе ви се заблагодарам и на вас за вниманието. Ако некој сака да стапи во комуникација со тимот А, со Викторија и со Стефанија, кои што се навистина многу амбициозни млади дами, кои што си го одат својот пат во она што се нивна стручна област. Секако ќе можат веќе од утре да се јават во нашата телевизија, да добијат контакт телефон и да се сретнат со нив. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за вашето здравје, чувајте се, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.